Чувате го аплаузот, тоа значи дека е време да излезам и да се појавам пред вас, почитувани гледачи. Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Поминаа новогодишните празници, поминаа божикните празници, уште еднаш би сакала да ви посакам да имате една прекрасна нова година, прекрасни нови 365 дена околу Сонцето и се разбира да бидеме посрекни, да бидеме здрави пред се и живи, да бидеме посрекни, да бидеме поуспешни и се разбира оној мир и спокој кој што постојано целам кон него некако да го доживееме. Што се однесува до оваа емисија, односно до Фидбек со Елена, би сакала и ние да одиме напред, би сакала да бидеме уште подобри од ова што сме. Ви благодарам на сите позитивни коментари, ви благодарам на целата поддршка што ја имаме од вас, бидејќи верувате тоа не тера да одиме напред. Така да верувам дека и Фидбек со Елена во новата 2026 ќе биде уште подобра. Не за друго, сакаме вие да не гледате. Имаме уште еден час на одлична емисија, ќе имаме гости кои што ни се познати од театарскиот и филмскиот свет, но знаете дека никогаш не ги најавувам пред време. Одиме со джингл и се враќаме назад во студиото. Ете, ги видовте фотографиите, тоа значи дека многумина од вас веќе знаат за кого станува збор. Меѓутоа, за оние кои што не знаат, јас би сакала да го представам мојот прв вечерашен гостин. И тоа како? Како еден од нашите најпознати, најеминентни би рекла, и за мене посебни режисери, кои што во секој случај никако ја поместуваат границата на македонскиот театар. Во најпозитивна смисла на зборот. Евтимов е познат по секогаш добро и исклучително избраната актерска екипа, по сите оние дела кои што ги работи и се разбира по представите кои што секогаш на крај, барем според мене, ве оставаат да размислувате. Го имаме моментот на успешен човек, успешен сопруг, успешен татко, човек кој што се повеќе ја покажува и ја докажува неговата режисерска гениалност. Нема да должам многу, ќе се зборуваме со него. Дами и господа, Синиша Евтимов. Оле, Синиша, како си? Одлично. Благодарам, чест ми е да бидам гостин кај те во твојата Искрено емисија. многу ми е драго и мене. Баш некако ти се радувам што си овде, бидејќи тоа што го кажав и навистина го мислам така, затоа што си човек кој што ги поместува границите на македонскиот театар и тоа многу ме радува. Кога имаш ти представа и премиера, прва сум таму, мора да признам. Баш ми е драго, баш ми е драго. Благодарам секако на суперлативите. Дури и јас малку се зачудив дали мене ме најавуваше, ми изгледа. Да. Тебе, лично и персонално. На почетокот дојдоме со оние прашања каде што го запознаваме од малку еден поразличен наклон. Па за почеток, класика или модерна драма? Модерна драма. Добро. МНТ или драмски? МНТ е мојот дом. МНТ е твојот дом, добро. Режирање на комедија или трагедија? И зошто? Ако морам да бирам помеѓу двете, комедија дефинитивно, меѓутоа јас повеќе преферирам да кажам добар драмски текст и лош драмски текст. Секундарно е кој е точно жанрот. Затоа што она што некој го чита како трагедија, јас можам да го прочитам како комедија и обратно, она што некој наменил да го напише како комедија, многу луѓе знаат да го прочитаат како трагедија. Конкретен пример Чехов. Така. Кажи ми, што е добар драмски текст за тебе? Оној кој што одлично резонира во современото време и оној кој што можам да го адаптирам на нашето живење и преку кој што можам да не знам, да го пренесам духот на времето и да раскажам приказна која што резонира во времето. Во денешно време, така. Многу тешки прашања на нас. Да, како јас без морално е. Одговоров беше за седмица реално. Да. Океј. Дака е осмица. Седмица, ајде осмица, пошто ете наводно се бил многу добар. Да, мала сцена, камерна представа или голема сцена? Ги сакам и едната и другата, меѓутоа да, најверојатно и камерната сцена секогаш има некоја своја магија, ради тоа што
можеш да се посветиш исклучително на актерската игра како таква и да се посветиш на актерот, нели, на односите помеѓу нив, а тоа многу подобро резонира кај публиката кога поблиску до тебе. Секоја воздишка, секој поглед многу полесно се чувствува апсолутно, да. и фидбекот, што би се рекло од публиката. Актерска слобода или режисерска контрола? Актерска слобода секогаш. Актерот е главен. Без актерот нема театар. Режисерите се тука само да ги канализираат гениалните идеи и креативни енергии на актерите. Домашна публика или меѓународна? Домашна. Или international? Мислам, секако би било глупо да кажам дека никој не... се разбира дека секој најверојатно лови некаква интернационална популарност, меѓутоа јас сум скопјанец, живеам во Македонија и преферирам да работам дома, така да домашна публика дефинитивно. Добро. Музика во представа или тишина? И едното и другото се многу битни и многу валидни фактори, така да преферирам тишина, иако многу сакам музика во приватниот живот. Да, знам. Затоа те прашав. А меѓу другото ги знам представите, па некако ми се наветна прашањево. Едноставна порака или сложена символика? И едното и другото, и двете постојат, зависи кој што сака да гледа и кој што сака да извлече како заклучок. И што ќе види, така. Апсолутно, да. Иако јас ако се прашувам, секогаш има сложена символика во твоите представи. Би морало да има, мислам, би морало да има. Така. Не е тоа нешто посебно за моите представи. Во принцип тоа е нашата работа како режисери, да дадеме некоја сосема поинаков ракурс на обичните работи, во принцип. Така е. Една поинако гледиште, нели? Да. Станиславски или Брук? Па тоа не е ни избор, тоа не е ни избор. Тоа не е ни избор, така. Да. Различни се комплетно. Едниот е модернизам, другиот е класика. Да речеме. Да речеме. Добро? Да. Добро, а меѓу Петер Брук и Луи Жан? Значи, сите тоа се валидни театарски имиња, да, кои што пишуваат за театарот, нели Станиславски како татко на некој систем. Меѓутоа, сите они пишуваат за својот театар. И мене ми се супер возбудливи како фактографски дела, како артистички дела, како интерпретации на нивниот живот во театарот. И поради тоа ми се возбудливи, најверојатно понекогаш и ми користеле како академски четива, кои што сум морал да ги прочитам за да ги положам нели испитите. Меѓутоа ништо повеќе тоа, да бидам искрен, јас имам своја естетика, свој јазик, се разбира базиран и инспириран од нивните и со сета должна почит, така. Меѓутоа тоа се автори колку што сум јас автор денеска, да. Супер. Синиша, фала ти, се гледаме на позиција. Се гледаме. Да, зошто сите со долга коса? Не се сите со долга коса, имаме слики и со кратка коса. Тоа е муабето што си го правиме зад камерите, а вие не го слушате, што до некаде е и добро. Инаку мојот втор вечерашен гостин е актер кој што преку сите своји улоги нормално сака да ја долови емоцијата. Го има на сцена, кога го гледате, интересен е многу, забавен е. Односно, зависи што треба да изнесе, се разбира, преку својата улога. Има одлични остварувања и филмски и театарски. Тука ќе го споменеме The Piano Room, Карма, До Балчак, а во театарски представи, еве, не знам, Хеда Габлер, Куршуми над Бродвеј и Болва Вуво е последната, така? Така, Денис? Во драмски, так, добре. Инаку член на ансамблот во драмскиот театар, го гледаме и во Return, меѓутоа за сето тоа ќе зборуваме многу повеќе. Одличен актер и во Фидбек со Елена го имаме Денис Абдула. Денис. Здраво, Елена. Да. Фала ти на поканата. Таман работа, задоволството е мое. Јас искрено ви се израдував кога прифативте и двајцата да дојдете, затоа што имам вакви две еминентни имења од театарскиот свет на едно место. Театар или филм, но на првото прашање неопходно за секој актер. Најчесто поставувано, да, прашање на секој актер. Театар или актер. филм и зошто? И по шаблонки одговорам, и двете. Ама зошто? Затоа што Мора едно повеќе да влече, мора да влече едно повеќе. Затоа што сметам дека двете имаат некоја своја убавина. Театарот е нешто што, еве да речам,
Може би ја имам направено малце поголема дистанца у годиниве наназад. Филмот е нешто што поредовно го правам и сум малце покомотен, но сметам дека сега оваа ситуација театарот ми е предизвик доста голем. И се трудам да дојдам до некој континуитет и до тоа што, да речеме, успешни колеги мои го прават цело време. И тоа го прават многу добро. Комедија или драма? Па и двете, мада помалку имам работено комедија во театар, така да ајде нека биде комедија, нека биде за сега. Добра. Главна или споредна улога? Не ми значи тоа ништо. Некојаш главните улоги носат многу поголема одговорност, а да речеме споредните имаш повеќе време за да ги завршиш. Така да не знам. Еве нека бидат и двете. Читачка проба или сцена? Па не може да се излезе на сцена ако не се помине читачката Не, проба. тоа е јасно, меѓутоа што повеќе би одбрал како процес? Па читачката проба, мислам дека почетниот процес е доста битен. Добро. Настап со ансамбл или соло проект? Со ансамбл. Добро. Трн или драмски? Драмски. Океј. Да интервјуираш или да те интервјуираат? Па сакам некојаш во внимание една од емисиите на Trn.mk која што веќе ја правиме доста време. Сакам некојаш да поставувам прашања кои што сметам дека се доста битни за општеството. Така да сакам да поставам. Па не, поише сакам да поставам, него да одговарам. Него да одговараш, добро. Сега си значи во незгодна ситуација. Не сум во незгодна, добро. Се шалам. Али има убавина тоа да знаеш кога ќе прашаш нешто или кога ќе осмислиш целото прашање. Како не? Од тебе зависи моментот и така. Смеење или плачење на сцена? Што би сакало онака да... Ај нека биде смеење. Смеење. По-позитивно. Добро. Едвард Нортон или Роберт Дауни Џуниор? Едвард Нортон. Добро. А од жените Кира Најтли или Натали Портман? Кира Најтли. Се гледаме на позиција. Ајде. Си ја видовме најавата, време е уште еднаш да ги најавам моите вечерашни гости. Денеска, односно вечерва вака сега опуштени на оваа страна од студиото. Денис и Синиша се заедно овде со мене. Искрено им се радувам заради тоа што ги почитувам како големи професионалци и прица како добри пријатели. Ајде уште еднаш добро вечер. Добро вечер, да. добро те најавме. Да. На почеток неизбежно е она прашање кое што ми се намитнува кај сите гости, а тоа е како воопшто дојде љубовта да го работите ова што го работите, актерството, односно режисерството. Се едно, не мора да има ред, како сакате. Па не знам, кај мене дојде сосем спонтано. Мене како прво нешто ми беше даден инструмент, тоа е гитарата, и почнав да одам во нижо музичко, па завршив средно. Успут се случија неколку ситуации кои што ствари го променија целосно мојот пат од музиката да почнам да сакам да се бавам со ова. Тоа е едната представа на Рахим Бурхан за затварањето на МОД, не ми текна многу одамна, кај што јас сум скоро дете и играм во представата. И после тоа доаѓа драмското студио на Магдалена Ризова, каде што сум таму член доста време. Со дел од нив се денес доста познати актери кај нас, така почна све, немаше нешто као да... Јас решив дека сакам и се деси ова. Не беше од дете онака со облакање шешири, бастоми или било како? Ја така го замислувам тоа. Сосем контра од таму. Значи природно си дојде. Да, супер. Може би се замислав дека сум слеш, не знам, со гитарата, ама може и тоа е еден вид на... Не може туку си можеш да бидеш и денес слеш, окей. Така, да. Вежба е малце, па сигурно. Синиша, како беше кај тебе ситуација? Интересна е ситуацијата, како и претпоставам на секој за својата приказна си мисли дека е интересна, може би и не е толку, но е поврзана баш со студио во кое што седиме сега тука, пошто во принцип сум израснат во Карпош 4, нели, овие студија се во блиску до Карпош 4, долно Нерези. И тука порано беше фактички старата радиотелевизија Скопје, старата македонска радиотелевизија. И во тој момент се формираше на детско драмско студио, познато фамозно, кое што го водеше прво Тодор Какондов, потоа Софија Гогова Врчаковска. И имавме покана фактички во нашето училиште, кој воопшто би сакал да учествува во нешто такво, да дојде на аудиции.
дојдов на тие аудиции, фактички станав дел од тоа детско драмско студио како прваче и онда влегов во таа приказна, фактички се запознав со нови медиуми во тој момент, телевизија и радио беа тие медиуми, не беше театар за волја на вистината. Малку подоцна Чекај, беше дојде. ти во Бушава азбука? Апсолутно да, едно од децата во Бушава Памтам, едно од азбука, да. децата беше ти, Да, сега да. ми текна. Да, така да, така започна мојата љубов кон фактички медиумите кои што се занимаваат со лажење, би рекол, од денешен аспект, така. да. Така да, и ја го избрав овој најстариот, најантичкиот театарот, нели, како најстар вид на пропаганда. Така. Да. Значи, почна фактички со телевизија и радио, но малку подоцна застанав и на сцената на драмски театар како дете, нели, играв во една представа на познатиот режисер Богдан Хусаковски се викаше, пољак, кој што работеше на сцената на драмски, работеше текст кој што се викаше Стапица. Фактички беше као биографија некоја на Франц Кафка, напишана од Тадеуш Ружевиќ. Главната улога играше Мето Јовановски, тој беше возрастниот Франц Кафка. Татко му беше легендарниот Тацо Ѓорчев, а јас бев малиот Франц Кафка. Имав сцени со нив двајца. И зошто режисера не актер? Па ете, со текот на времето, нели, како растеш, се менуваат и погледите на свет, светонагледите, она што сакаш да го правиш, она што планираш да го правиш. Во меѓувреме запишав и средно медицинско, па решив дека и тоа не сакам, па отидов малку на средношколско учење во Америка и таму сватив дека најверојатно и најпаметно е да се вратам на бейзиксот таму кај што тргнав. Таму кај што си се пронаоѓаш. Да, мојата љубов евидентно кон воопшто кон уметноста како таква преовладуваше, иако моите можеби замислуваа нешто сосема поинакво за мене. Така да е најкратко што можев. Тоа е тоа. А добро, кога не би било ова што сте, што би биле? Веројатно ти доктор, еве, со никогаш не би медицината? од денешен аспект никогаш не би се менувал со ништо друго, меѓутоа да, натаму тргнав. Првите 2 години средно медицинско бев фармацеутски техничар, така да. Некој фармацевт, добро. Најверојатно некој кој што ќе се занимаваше со истражување на хемијата и фармацијата. Да. Измислеше некоја нешто. Да речеме. Да, меѓутоа не би го менувал она што сум денеска. Денес ти? И во 100 други сценарии. Па ако не бев ова, сигурно би бил музичар, класичен изведувач. А па да, ти рече со гитарата и слично, така да видоа да, пак и уметност. Еднаш мислам на почетокот ви го поставив прашањето, меѓутоа сега ме интересира и од режисерска гледна точка. Што е тоа што повеќе ве полни, ве исполнува? Дали процесот на работа? Читање, поставување сцена, викање, караници и така натаму и слично, или самиот финален производ на представата е готова, улогата е готова и тоа е тоа. Што повеќе ве драйва, ајде? Па не, едното без другото не може. Не може, така е. Ако те боли глава, пиеш апче, така. Така. И така да мора да се помине процесот, сакам да кажам. Така и со еден театарски процес, кога правиш представа, мораш да поминеш низ сите нејзини етапи на креирање, така и со сите прашања кои што си ги поставуваш сам на себе си во текот на процесот. Така да, за да стигнеш до продуктот, трнлив е патот, се разбира, како и во секоја друга професија се разбира, не е нешто посебно ова наше, меѓутоа мора да ги поминеш сите етапи на себе испрашување и се разбира и длабока анализа на делото и на крајот на денот поставување на прашањето што точно сакаш да кажеш со ова што го работиш, нели? Ако знаеш да си ги одговориш овие прашања, најверојатно ќе стигнеш и до целта. Меѓутоа драйвот е целиот процес, од моментот на инцепцијата, нели, кога седам сам дома и викам ова е добар текст, и може би знам дека го сакам ова и сакам Денис да ми игра, например, така. Од тогаш па до самиот аплауз, нели, на крај, сето тоа е една фантастично патување кое што мораш да го преживееш за да стигнеш до катарзата на крајот. Така. Денис, дали ти би додал нешто ново или тоа е тоа? Па не, можеби поубавиот процес е кога више ќе знаеш што правиш во представата. Нели почетокот нормално се запознаеш со сето тоа што стои пред тебе, некогаш е полесно, некогаш е потешко. Но еве сега да не би двоел стварно тоа што рече и Синиша, дека едното без другото не може да постои. Но еве поубавата работа е кога ќе доеш до стварите, кога ќе дое екипата до ликот, до представата, до се тоа што
што знаеш дека е тоа кое што сте го работеле више месец, два, колку и да траял процесот. Така да тоа би го ставил, да речеме, вториот дел, тоест моментот кој искачаме како актери на сцена, како нешто што кога е веќе така, нешто што е, да речеме, финалниот продукт. Иако е добро во театарот дека еве во филмот можеш и ти да направиш споредба, е улогата е таа, изиграна е, снимана е, толку е. Претпоставувам дека во Добре, тоа представата има, да. може да се менува, во секоја представа да се да се менува комплетно, меѓутоа да се донадградува самиот лик. Па некогаш се случува, мене ми се има случувано доста често да за театарски представи зборам се, да некогаш многу посигурно и многу поборо се чувствувам, да речеме, после 10-та изведба. И тоа многу, мислам, Така, не посигурен си. некогаш, туку секогаш. Така. Се случува затоа што више само довербата имаме, знаеме со колегите, со партнерите кои што ми се на сцена, што правиме, многу сме посигурни во тоа и не може ништо да не извади од. Така да јас секогаш и кога гледам представи, сакам повеќе да ги гледам колегите после 10-та изведба, пошто сметам како актер дека ние тоаш многу подобро и по-сигурно се чувствуваме во тоа Веќе е што убаво правиме. изградена улогата, така Ова е. се малите тајни на големите актери кои што публиката не ни мора да ги дознае. Да. Нема баско, ја ги Не, кажам. лако ако тоа, ама тој е Меѓутоа, толку и можеме публиката во сака да водата ги има знае. некој серум на вистината, па Требаше нешто друго да ставиме, ама Ама ајде. сум го кажал и од други, така да више Па, окей, да, да. не е ексклузивно. Не демистификацијата е ексклузивно, ама не, направена, ова да. не е прв пат да го кажа Да, некој актер. Не, јасно, сите го говорат, тоа е Сите го вистина, е кажуваат, вистина. така е. Нормално, рутината те прави многу посигурен во работите. Ние секако поминуваме голем процес, да речеме, од некои 45 дена, од минимум, за кој што спремаме на представа, што, на пример, во нашиот случај, на нашата прва заедничка професионална Бова Ву, да. соработка, не беше беше случај, Само што добро. работевме заедно на Бова Ву во драмски Така театар, каде што работевме 36 дена, беше Да, така? ама минус Да, 7, значи да. 20 и нешто Да, дена, што значи е баш ужасно краток процес, меѓутоа Да. мораше да се заврши во тој Да. таймфрейм и Да. завршивме одлична работа. Јас сум презадоволен и Браво. од нашата Да, тоа соработка мислам, и од се. да. И еве, а факт е дека најверојатно сега и го правевме моето дека најверојатно после таму негде 10-та изведба на истата представа, уште посигурни ќе бидат. Ќе Целата бидат и екипа ќе актери, биде и многу ак- посигурна. и- Еве и екипа, веќе да, после четврта, пета која Да. изведба имавме сега, мислам и ние како екипа, барем јас лично, па еве разговарав и со останатите колеги, почнуваме веќе да се чувствуваме многу посигурно во тоа. Така да јас сметам дека се Колку сте подготвени, ова посебно важи за глумците, меѓутоа режисерите може да го побараат тоа. Колку сте подготвени да отидете далеко во преобразбата ваша, во смисла шишање кила, здебелување Да. плюс 30 килограми. Нели како што ги гледаме, има глумци кои што Да, го да, прават тоа, тоа, нели да. кога се бара од улогата тоа. Колку кај нас се прави таа жртва, условно кажано, односно трансформација, и колку сте вие подготвени, Синиша, ти да го побараш тоа од глумците, а вие глумците да го направите тоа? Не знам дали ми го разбравте прашањето. разбрав, да. Сега зависи. Различно е филм и театар. Различно Ова знае е, многу повеќе за факт. филм, принцип, така да мислам подобро Да, али одговорите. не, за театар би било исто. Знаеш, секој режисер кој што доаѓа сака да направи све најдобро за својот проект, што Што е нормално, што е разбирливо. Да, сега колку ние можеме да се посветиме, колку можеме да најдеме начин како тоа. Све е во тоа, главната ствар мислам дека во нашата професија е колку јас како актер му верувам на човекот кој што не води. Добро. У оваа ситуација, Апсолутно. у оваа ситуација беше тоа исто. Ја тотално, особено у овие помалце денови, ја на Синиша му ја дав целата доверба. И мислам, бидејќи ги пратам неговите представи уште од мои средношколски денови, така да Ти реков дека you rock, Синиша, сега. да. И некако и целото тоа, бидејќи сум растен со представи како Бова Ву во Вирџинија Вулф, која што ја спомнавме пред малку, и уште еден тон негови представи кои што ги имам гледано. Довербата ја дадов скоро и знаев дека све што он ќе даде како индикација, добро познава каде ќе биде моментот кај што публиката ќе реагира, што треба точно да се направи. Некако неговото искуство ми дава мене како актер за да можам да верувам и да се вложам во тоа. Сега нормално секој колку може од тој моментот и колку не знам, материјата совладува, пак правиме муавет за периоди, денови и слично. Не може све да се добие на првите проби. Фала Богу, Да. фала Богу. Добро, во поинаква насока ми беше прашањето. Јас супер што ми го даде и тој одговор.
Во смисла, Еве не ти, знам, ја- ќе го ја- дадам, да, да. еве Даниел Де Луис, ќе го спомнам како актер, кој што е малку фрик во однос на сите негови улоги. Да. Он се појавува на филм, добива Оскар. Значи, тоа е И не феномен. работи 5 години после. Кај што не знам, оди, ако треба да глуби наркоман, сега ќе кажам, оди во некое наркоманско дувло, седи таму со месеци, за да го попреми моментот, не знам. Знаеш, ама тоа се нарекува метод актинг, и се е тоа во ред. И најверојатно многу е битен контекстот во кој што се случува одлуката дека некој актер ќе Така, влезе треба во да го таква направи приказна. тоа. Има различни примери. Даниел и Луис е еден од нив, друг е на пример Джим Кери, кој што има и документарец гениален за снимањето на како се вика, Man on the Moon, филмот на Милош Форман, каде што Джим Кери ја толкува улогата на Енди Кауфман, легендарниот несватен комичар Так, од крајот на 60-тите, почетокот на 70-тите години. Небитно, значи, тој филм токму зборува за оваа приказна што ти, за ова прашање кој што ти се обидуваш да го поставиш. Доста е комплексно и треба доста време, значи За да се- постојат многу причини зошто е тоа добро И треба да е постојат оправдано. многу причини зошто е тоа лошо. Така. Зашто во принцип нашата професија е ако веќе демистифицираме, јас пред малку го најав тоа, актерите воопшто театарот како таков, ние сме професионални лажговци. Добро, да. Апсолутно тоа, значи ние учиме Баш така, убаво го кажа. Така да кога го знаеш тоа како занает, нели? Ти на копче можеш да се трансформираш и тоа е легитимно. Многу актери знаат за тоа да го окарактеризираат како премногу лесно и наводно не е доволно длабоко, него чувствуваш Јасно, однатре. јасно. Меѓутоа на крајот се сведува на тоа, на копче на кое што ти под индикација на режисер знаеш да трансформираш енергија и емоција која што ти е однапред зададена. Јасно, И сега, да, некои од нив влагаат длабоко во тоа и дури и претеруваат. Меѓутоа, јас секогаш го поставам прашањето, ти нели кажа, играл наркоман па влегол во наркоманско дувло. So what? Што ќе стане наркоман Да. и онда што правиме? Мислам, тоа е погрешно. Тоа е сакам сосема да ти кажам, погрешно, треба да има сепак оправдување процесот на За нештото. тоа и кажувам, тоа е посебна емисија со посебна тема, Јасно. за која што Има буквално тука многу има позадина, и про и така. контра. Да. Не, Се служува. ја никад да бидам прегрупа, ама сметам дека сега зависи од режисерот. Знаеш, некој може да дојде да сака да направи најјакото дело во светот, али ако тој режисер нема капацитет, onda така више е. тука идеме малце у Тоа е веќе друго. Да, Секој тоа е друга тешките се тема, тоа прашања. се служува. Тешки ми се, добро. Еве, ај на нешто Тешките се прашања. Имате ли некакви ритуали, пошто нели обично актерите, режисерите пред представа имаат одредени ритуали? Дали е тоа осамување сам во соба, во гримиорна, дали е тоа женските обично чистат 3 дена пред премиера дома, па она нервоза ги фаќа. Нема Па не баш знам, време да се чисти по дома. свака час на тие Па не, да, некој не знам излегува обуки точак, спортува. Појма немам, се ова го кажувам нели Да. по некои мои предпоставки, меѓутоа дали имате вие некакви ритуали, затоа што знам дека премиерите се тешки и се стресни. За секој еден актер, режисер и така натаму, кој е вашиот начин на ајде би рекла борба со тој момент Па не знам, или јас- соживување со тој момент? Ја немам некои посебни. Глобала сум, да речеме сега типол пред представа во театар, сум облечен во костим, покасно сакам да го облечем костимот. Не знам, одам на шминка ако е потребно, сакам малце само у тишина да поседам за Да ти се да знам ни што да треба се да собереш, поминам. што би се рекла. Пред мене има еден Red Bull и тоа е тоа. Толку. Многу просто. Ти дава крил, така. Све е Ми супер, дава. само Red Bullот скрати го. Ке ти наплатиме за реклама после, ама не битно, се шалам. Зашто? Ја поиш од здравствени причини рекламата, мање Во више. право си, во Океј, право ја немам некој ритуал, значи еве баш сега дури одговараше Денис, баш размишлев дали имам, пошто ова е мојот живот, нели, у принцип оно задниве 30 години све што работам, повеќето од секјавањата ми се или од театар или од работата со PMG. Тоа ми се двете Да. мемории кои што ги имам се разбира покрај овие приватните што ми се фамилиарни. Ама у принцип ако нешто е воопшто ритуал и ако може да се нарече како таков, најверојатно е тоа и можам да го поврзам со секоја моја премиера. Обично ден или два пред премиера знам да се исишам и да се избричам. Тоа е Да, тоа. па добро, ето, видиш, тоа е значи тоа, нешто тоа. Ето, сега ме потсети дека може би најверојатно тоа е некој ритуал кој што го правам. Може би и подсвесно или Подсвесно несвесно. е, дефинитивно Така не е намерно. Време ни е да го вклучиме и Брик мислеше дека нема да те вклучиме, некако многу се опушти таму со музиката. Да си уживам Дај малце ја да стандардно. го уживам, да му се сниви. Чекај, вака ќе си залегнам јас во фотилјава, моја кралска.
повели господине? Вака прашање. Ај повеќе како игра ќе биде ова, него ли прашање. Преска зборевме за улогата во Јужни ветар на Делис, за Добро. песната во позадина што иде. Добро. Сега би ме прашал да ми дадете два холивудски филма на кои што би ставиле саундтрак како тој, некој народњачки. Ау, Ау. Ајде, добро прашање. Јас знам два режисера кај што може да иде таа песна сигурно. А тоа се? Едниот е Гај Ричи, другиот е Тарантино. да. Тарантино, Браво, тоа е тоа. Ја имам еден филм, The Room. Не знам дали го имате гледано The Room, што ги собра сите награди за најлош филм и на... А да, Деруме, Деруме. таму мислам дека да, И дека дури би се- идол и на Телма сум го гледал и на Телма. Да, виде? Да, дефинитивно идол на Телма филмот, го имам гледан. Добро, ја го имам гледано да онлайн, никад не сум го сретнал. А има и филм за Може, филмот, режија, знаеш. може да Со дека го Джеймс зборуваме Франко, ова да да, се да, пушти шоурилсот Го гледам. на Денис. И... Тука го има и ова е добро сечоци од... Има и Мора да е сечоци. холивудски. Па тоа би било интересно да оставиш, например, Ајде на некој Сина холивудски. Сакич на Тарантино, да речеме, кај тако. И може некој се Еве да, не, ова е до пиано рум, добро? Може да се изборуваме ние, тоа во позадина. Има Birdman. Има една сцена, нели, поголем дел од кадрите се го влечат на Ронин. Да, ми Да, например, во тие сцени ја би ставил, например, таква музика. Мислам дека ќе одговара, пошто и у театар, нека Да, може. Имате ли омилени режисери или омилени филми кои сакате да ги гледате во смисла на не знам, или поделени се сега на европски филмови, на оние Секогаш холивудски биле блокбастери, поделени. да. Добро, ама На- имаме потреба како цивилизација да ги класифицираме работите во одредени фасцикли. Имаме потреба, така да и во филмот е така. Предпоставувам, да. Да. Добро, кој е најдобар филм што сте го гледале во последно време? Вау. Во последно време. Да, затоа што некако Ја гледав, баш завчера го гледав овој новиот на Пол Томас Андерсон. Не е еден од моите омилени режисери, морам да кажам. Има некои филмови кои што му ги преферирам повеќе од некои други. Оние кои што сите луѓе најмногу ги сакаат, па јас не ги сакам, не е ни битно, меѓутоа овој филм кој што сега го направил One Battle After Another е гениален. Ау, филм. не го гледав, а се токмам да го гледам. Гениален е филмот, пошто прашаш што е последно Да, што сум гледал. да. Одличен е филмот, фантастично се развива, зборува за денешницата, за безмислените политички превирања помеѓу левицата и десницата, колку и едната и десната и левата опција кога одат у радикализам прераснува у апсурд и у глупости. Гениално е направен. Имаат фантастични актерски остварувања, Леонардо Ди Каприо и Беницио Дел Торо, најверојатно и ќе бидат Сигурно номинирани за Оскар, како и филмот ќе биде номиниран за Оскар за најдобар филм на годината. И ако веќе збориме за сите тие кои што сум гледал последно време, морам да го споменам и Sinners, одличен филм. Одличен филм, не можам да се сетам сега на режисерот. Меѓутоа игра Майкл Би Джордан игра главна улога, игра близнаци, едни одличен филм. Да, Weapons исто одличен филм кој што го гледав во последно време. И уште би го спомнал Джей Кели кој што најверојатно исто ќе биде. Си го почнав. Најверојатно исто ќе биде номиниран Го за почнав со Оскар. Џорџ Клуни. Џорџ Клуни. Да, Па една одличен е. интроспекција фактички на неговата приватна кариера. Многу интересен филм на Ноа Баумбах, Да. кој што е еден од највозбудливите автори у последниве 10 години би рекол. Супер, супер. Сега цело време зборуваме добро, зборуваме и за убавините, зборуваме и за неубавите страни, се разбира на овој ваш свет. Што во суштина ви представува најголем стрес додека ја работите оваа работа? Дали нема да ве прифати публиката, например? Дали ќе сгрешите на сцена? Дали нема да ќе го заборавите текстот? Синишан, кај тебе колку ќе биде успешна представата? Како ќе се разбере? Што ви е прво најголемиот страф? А после имам уште едно прашање, ама ајде да не ве бунам со тоа. Некако ми се надоврзуваат еден куп прашања. Кај мене стравот е еден секогаш, особено кога работам жанр, а многу често работам жанр, нели тоа е Добро. комедијата, која што некако ми се закачи како етикета покрај моето режисерско име. И во тој контекст би кажал, ако воопшто постои некаков страф, најверојатно најголемиот страф е тишина во публика. Кога нема никаква Кога реакција. нема реакција. Кога нема, да, Тоа е предпоставувам најголемиот дека страф, тоа би било да, најстраф. Тоа е најголемиот страф. кој Се ќе служувам биде. со тебе, Да, се да. служувам. Да, може би е тоа да бркање, не бркање на резултатот, ама моментот да стигнеш до тоа што го бараш во текот на процесот, нели? До резултатот. Тоа мене ми прави, например,
не е стрес, туку е нешто што така, што да речеме целото внимание ми е фокусирано баш на тоа како да дојдам до резултатот, како да дојдам до ликот и сите тие ствари. Тој би го ставил, тој дел од процесот би го ставил како нешто што ме прави да речеме малце анкси да речеме, но мислам дека на крајот се завршува како што треба, барем до сега било така, најчесто е така. Колку често сте рекла и ова можеше малку поинаку? Секој ден. Да. Секој ден, ама тоа е нормално. Ова можеше сепак поинаку. Значи, секогаш најдобрите идеи ми текнуваат на трета изведа, доаѓам да ја гледам представата, никој не ми знае дека сум у сала и викам ова требаше поинаку. Ама тоа е секогаш така, нормално. Човечки, па не, ама не знам, ја секогаш се стремам да бидам подобра верзија од себе секој следен нареден ден, нели? Така да тоа е нормално, претпоставувам, да си ги препознаваш грешките, се додека си ги препознаваш и дури имаш подобро решение, најверојатно си на прав пат. Така. И едини начин да се усовршиш е тоа. Добро. Удиме со мала кратка пауза, реклами, па се враќаме назад во студијата. И се разбира си продолжуваме понатаму во фидбек со Елена со на последното и најглавното прашање. Впрочем, така и ни се вика емисијата, нели? Зборуваме за фидбекот сега, односно кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го работите. Во суштина многумина ќе кажат а кој е твојот фидбек? Затоа што ставно нели јас сум таа што испрашува, викам мојот фидбек? Еве го. Што имам гости како вас, што имам луѓе кои што со задоволство прифаќаат да дојдат овде, кои што ја ценат емисијата, кои што го ценат нели начинот на кој што работам и така натаму. Мојот фидбек е тој. Претежно сега зборувам од професионална гледна точка, инаку од приватни, нели, тоа е веќе сосема друга приказна. Кој е вашиот фидбек? Од тоа што го работиме како професија или еве да речам, еве да отидам и до другата професија која што работам, која што е комерцијална. Моја првична професија е театарот, филмот, се останато е нешто што е плюс, ама можеби е тоа што, не знам, луѓето знаат да те препознаат, знаат, биле некои луѓе на представа, изгледале представата, им се допаднало, имаат некое мислење или став за тоа, не знам, како е изиграно улогата, како изгледала представата, така да кога ќе видам дека луѓе се задоволни од тоа што го правиме ние сите како артисти, како уметници, валјда тоа беше и целта кога се запишав на ФДУ, така да тоа ми е единственото задоволство кое што го добивам, толку и ми треба. Кога некој од представа или од филм ќе се отиде задоволен, или ќе размисли, аплаузот претпоставувам од публиката. Па добро, да, и тоа, но коментарите така. Некогаш кога ќе барем јас исто така кога гледам представа и кога некој ќе ми остави онака некаков длаво впечаток, мислам дека онака ќе одам дома посреќен, пополн, потажен. Јасно. Знаеш ли кога си бил добар на сцена, а кога не? Дали може секогаш да го осетиш тоа, да. Секогаш може. Јас го прашувам тој од себе. Знам кога сум некогаш добра на емисија, кога некогаш сум малку помалку добра. Така е, главното да. Нели кај сите е тоа. Главното ние можеби гледаме, но сепак публиката сметам дека гледа нешто многу поразлично од тоа што ние го гледаме. Но да, но у глобала тоа што го пости прашањето преска, секогаш може да биде многу подобро тоа што било денес. Така. Се стремиме секогаш кон подоброто. Синиша? Па да, овој се разбира, сето она што го кажа Денис е, овој ако мораме да зборуваме за фидбекот како таков, да, претпоставам дека за мене овој аплаузот на публиката, реакцијата на публиката е главниот фидбек, ова на задоволните лица кои што ги гледам кога искачаат од моите изведби. Меѓутоа, ако навистина треба да се одговори на прашањето, јас би кажал дека главниот фидбек од сета онаа работа која што поминала за да стигнам до оваа точка кај што сум денеска е тоа што успеав да живеам од она што го сакам. Да го работам. Браво, да. Што убаво кажа. Тешко е тоа да се живее. Ова си го смислил. Добар за тоа пушти прв. Ова Синиша предогледал од Сабајлево ти е
Или од пред 2-3 дена кога се Не, случи? скоро си управо, Ама затоа сосема во право, Да. Убаво Пошто го најчесто кажа. викаат дека од оваа професија, барем мене така ми вика, нема да заработам и нема да живеам баш како што сакам да живеам. Нема поубаво Мислам нешто. дека не е баш од така. тоа. Не, Да. факт е дека многу голем процент од нашите колеги во светски размери едноставно мораат да работат уште милион други работи за да можат да го остварат својот сон. Нашата предност што живееме во една ваква држава како што е Македонија, нашата прекрасна Македонија, и е тоа што ние можеме да се реализираме во своето професионално поле и да го работиме на што го сакаме и некој да не плака за тоа, што е фантастично. Да. Феноменално. Брик, повелете господине, јас знаеш дека секогаш си се одјавувам меѓу густите. Вака, на Брик му ја давам, знаете како он уствари скрива жарче, ја сака секогаш тука да сиди. Он сака да биде калиф уместо калифа, изнајден. Да. Признај. Мора би султан и стедан султан. Признај дека сакаш. Ама јас Еве ќе ти дадам улога, ќе се смирим, јас ќе пуштам музика, може Мора ти да една будеш. емисија тоа да го Ајде направиме. направиме. Па тоа не е лоша идеја уопште. Нели? Може да пробам. Може да Јас баш пробаш. како диџејка мислам дека добро ќе За помина. 1 април маскира се од диџеј. Тоа може. Дечки, Синиша ќе ме режира. фала ви. Може, ќе те рекнеме тема, ама види тоа треба совршено да изгледа. Да се разбираме. Се разбира. Нормално. Ништо Фала помалку ви. од совршено. Фала ви многу, стварно Фала ви беше на покана. супер. Мене ми вак ми летно време, тоа си да, направивме баш убав муабет, мислам само чепнавме таа. Тарската тема е генерално Да, многу има длабока тука. и Има голема. за подкасти. Ама и ти имаше те тешки прашања, не бели? Јас, да, малку потешки прашања, еве, не беа тешки, вие супер си одговоривте. Брик, ти нешто за крај? Јас пошто не бев на минатата Не емисија, беше. да честитам нова Ајде, година и може, да, ова среќни ни е првата празници на емисија во сите. новата година, Се така. разбира, се придружуваме на овие честитки, се разбира. Тоа е од мене. Уживав јас во емисија. Супер, дечки, фала ви, а со вас се гледаме, се разбира, следна сабота. Чао, чао. With it, can't think, quit it, stomp on a stoop when I hear funk. Playing pop pipe, follow her to shoot, baby, just sing about the groove.